Имаме жени од рурална средина кои што не се да речеме, не да речеме, туку сигурно немале пристап до информации како што имаме ние, меѓутоа се одлучија на таков чекор и 91 жена беа мапирани од руралните средини кои што нема имел адреса, а сепак се одлучија на чекор да продаваат онлайн. Она што можам да се согласам е со претходните говорнички дека точно не треба сите да знаат како да пишуваат апликации, бидејќи вие не можете да направите од еден човек да биде човек фирма од нула, да ги работи сите можни фази од производство до пласирање, до промоција, до се. Овие жени воглавно работат од 5 часот наутро до 11 часот навечер и тоа го прават самостојно. Значи, сите тие сами управуваат со земјоделските машини, со стоката, со земјата, преработуваат, собираат. Значи, не можеме ние од тие жени да бараме да знаат како да напишат апликација за да добијат поддршка од ИПАРТ фондови, да направат, да прегласираат реклама за нивните производи, да напишат некој добар маркетинг текст. Значи не можеме да го бараме тоа, меѓутоа она што навистина треба да го направиме да ги поддржиме бидејќи тие се одлучиле на таков чекор. И тоа може да го направиме, не знам, еве размислував од сите предлози што ги кажавте, дефинитивно да се направи евалуација на грантовите кои што се даваат, да се направат можеби некои национални координатори државно вработени кои што ќе работат со овие предприемачки, особено затоа што можеби некогаш поддршката која што најмногу значи не е финансиска, туку е професионална, експертска.